Ajde. Dobar den. Dobar den. Kako ste Strulenče? Dobro li si? Dobro, hvala vam na pomoć. Dođeš mi malo se da porazgovaramo Bilo sa tim. me, povedete se. Ajde, povedite. Dođeš mi malo se da porazgovaramo za početocite na crkvata ovdje u Kavadarci. Milo mi je. Tak. Povede da sednemo ovdje. Tak. Prvите верници во црквата во Кавадарци датираат уште од 1937 година, некаде пред почетокот на Втората светска војна. Првите верници кои биле крстени во Кавадарци се Добре Илиевски и Нестор Кузманов. Некаде од 1947 година па до 1950 година се создава првата адвентистичка црква во Кавадарци. Денеска, почитувани гледачи, ќе разговарам со Ленча Миткова, една од најстарите верници во локалната црква во Кавадарци. Сестра Ленче, ти си родена во далечната 1931 година, а си крстена на 24.9.1966 година. Денеска сакам да ти поставам неколку прашања. Дали се сеќаваш и како се сеќаваш во тие бурни години кога дојде во Кавадарци, кога се омажи, но ја прифати и го запозна Господа Исуса Христа, но ги запозна исто така првите верници, како што ги спомнав на почетокот, Добре Илиевски и Нестор Кузманов. Кажи ни нешто за тие наши браќа. Скоро се омажи тука, не знаех за Бога. Знаех по црквите, како другите луѓе. Сам одила од црквата, на гробишта сам одила. Не сам знаела ништо за Бога. Поминало 10 дена, 10 години, 11. И тука сестра Славка, една кувшика наша, од Дојран, тук се омажи за чечкото Ване. И он наш брат стана. И се омажила за него, и јас ти рекол да не ја од Струмица била жена, да изодам за Визабот, и јас сам струмичанка. Ко отида, прашувам, вика, не, јас сам од Стари Дојран. И се запознаваме многу со неа, она била верничка по Библијата. И почна да ми кажува се да од Библијата ми расправаше, јас толку не ме интересираше, не знаех. После доаѓаше дома кај мене, книгички ми оставаше. Не ги читах. Едно време ми дојде на памет, викам, моне, земи тие книгите, прочити таа жената што ти носе. Ја гледам, почна да читам од Евангелието, Јованово, Лука, тие евангеличките што беа. Леле, вика, многу убаво тоа. Не, што убаво, многу убаво пише. Се заинтересирах и почна жената да иде кај мене, ја и вика, многу убаво пише. И па ај, вика, дојди со мене, вика, од Скопје. Има сабор, вика, таму, да послушаш повечко, да погледаш. Хајде, јас с неа, од Скопје, отидеме на сабор. Кога влегохме натре, сите верници, там што имаше верници, така ме пречекаа како да ме познават. Тука вика, многу добар народ тај, леле, како тоа мене утисак ми остана. Како сте, што правите, од каде сте, варно, леле, толку ме пречекаа у Скопје, у црквата, и јас седна да слушам, леле, што ќе чувам убавина, ами ја тоа не го знаех, веле. Ами викам, де, имате ли Библија да си купам од тука? Јас сакам Библија да си земам. Имаме, вика, ама многу се скапи, вика. Колку се? Вика, 6 динара. Ја носах пари. Дај ми, вика, мако 6 динара. И ја ми дадам Библија, седно форматче, 6 динара. Си купя радостна ја. А еден брат од Скопје ми вика, може ли малку да земам ја, да ти покажам нешто од Библијата? Вика, еве. И он ми ни пишал. И сите ќе те замразат да името мое, кој ќе претепат до крај благо нему. И домашните ќе ги бидат непријатели. Тие сите ми забележи он и ми даде Библијата. И јас си дојду дома, радосна, почна да читам, кога почна да рипам низ водата. Леле, јас сум грешна, викам, леле, Господ убаво ни кажува. Леле, плачам, радувам се, тут плак, тут радост. Не знам што да правам, викам, некој да ме видеше, ќе ќе ова жена, нешто не е у реду. А јас радосна,
радостна, читам Библията, не остави ка, почна да я читам, не можам вика от нея да се откажам, да се оттръгнам. Сега, има църква тук, ама църквата не съм била. Да, предходно да ве прашам, сестра Ленче, за првите верници ги спомнавме дедо Добре и дедото Нестор. Ти некаде рековме 66-та година стори завет со Господа, тоа беа првите контакти со адвентиците, што спомна за соборот во Скопје си била така и си запознала поголем број на адвентици. Меѓутоа, нас не интересира, еве, ти си најстарата верничка, ги паметиш тие стари верници, како беше брато Добре, како човек. Се сеќаваш? Ја исто го знам, се сеќам како дете, ама ти повеќе го знаеш. По некој пат ние имаме слабости, ама добар беше он, си беше. Дали беше мисионер, проповедаше? Проповедаше. Што беше тој по занимање? Кој ќе дојде него остава? Тој да не беше кројач. И кројач беше. Имаше Дуќан, Шнајдер беше. Шнајдер беше. И жена му беше сестра Таната. И она беше крстена, си да од црква. Сестра Фора, сестра Горица. Да, значи после дедото Добре и братот Нестор се крштава. Он беше. Да. Јас да донесам кај ќе го сретнах, добар ден, дедо. Дал ти Бог добро, синко. Тај човек шу убаво, викам. А него, ја не знаја. А после кога го познам, викам, он бил по Библијата. Така, и тој беше тогаш верник во нашата црква. Кажи Ја ми, одах таму. каде се собиравте тогаш во почетокот? Јас у почетокот отидов во црквата. Нешто ми вика, стани? Не, дојде со Црславка, ме вика. Имаме, вика, сега сабор. Евангелизација. Ајде, вика, дојди, вика, да си послушаш. Не може. Не ми е добро. Не дошло часо. И жената искусена вака, си отишла дома, клекнала на колена, почнала да се моли за мене. Господи, помагај таа душа. И мене нешто ми вика, стани, оди у црквата. Значи во црквата која се наоѓаше на улица 7 септември, така? Да. Во центарот на градот. Така. А пред тоа, каде се собира дедото Добре, дедото Нестор? Тука имаше црква у нас. Покрај реката тука Лудамара. Да. Добро, нашите гледачи ќе може да ја видат таа зграда која се уште постои. Елка, сестра Горица, сестра Фора, сите тука беа. Ја само и гледам, викам, новеците. Така ги вика новеци. Не сум знала. Ти во старата црква немаш одено? Никако. Во она другата, во центарот, така. Инаку, почитувани гледачи, да спомнам дека денеска црквата во Каладрец е нова, некаде 2000 година е направена и се наоѓа на улица Кирил и Методија, број 7. Меѓутоа сега ние зборуваме за првите две цркви, која значи едната се наоѓала покрај реката Лудамара, ќе имате можност да ја видите зградата која се уште постои, и другата зграда или куќа која се наоѓа на улица 7 септември. Добро, Странче, кажи ни уште нешто, во тоа време какви беа богослуженијата? Се пееше ли, се славеше ли Бога? Колку се сакаме, си одаме, си изаме, многу имаше љубов меѓусобна. Таа љубов, не. Дали беше црквата полна со верници? Имаше доста верници. Доста имаше доста. Се дружевте? Се дружевте? Како не, Елешта Црславка, како мајка ми беше, оти преколеам по истината, многу ми беше мила. Одах дури него, дојдам кај нив, одах многу пати, посетувах. Значи ми беше многу мило. И јас кога отидов во таа црква, имаше две врати. Едната врата, проповедников левел, другата врата, близнаците. Ја не знам у која да влезам, проповедникот таа отвори. Отвори вратата, викам, добра вечер. Сите за ке сија, јас не знам. Што да кажам? Викам, може ли да влезам? Повелете, викам, Борко беше, Борко. И седна сестра Славка, која ме виде, радосна што се молела за мене, Бог ме покрена да одам сама. А кодек што неа може, онек се одгордеше. А вака Господ вишо право. Ама таа те поканила. Сама ме пушти да одам, оди, од црквата. Кога клекнав да се молам, кога слушах молитвите, кога слушах проповед, ја плачам вака. Тука било за мене, викам, местото. Не се откажав никој пат од црквата веќе. Мило ми беше, Домот Божи и до ден денеска.
Ušte mi je mil. Da. Ako ne može odam, milo mi je da odam. Ova leto ќе proslavите, односно ќе наполните 92 години. 92 ќе направам. Се уште сте редовна на нашите богослуженија. Редовно шикам, Господ, држи ме да ти одам у црквата, да може ти одам. Крепи ме, Господи, ма крепи, фала на Бога. Ево уште едно прашање, Страленче, кажи ни за постарите, спомни ги после дедото Нестор. Татко му на братот Мирко, како се викаше? Брат Трајко 103 години живеа. Го паметиш и него? Тој да го посетаме. Брат Трајко, која сам ја? Ленче, отидемо самите. Ајде спомни уште од некој од постарите. Брат Трајко, послената сестра Фора, Така? сестра Горица, брат Најдо Христо, брат Илија, сестра Ката. Имаше... Тоа беа пионирите на нашата црква Да, овде тие ги во заварих Каладерци. таму. Така. И многу се сакаме, му страката одам, му братиле, леле. Како на верниците беа мисионски настроени? Дали колпортира, дали излегуваа малку на терен, в селата, градовите ги посетуваа? Зависи кој брат соме, зависи кој. Имаме така да зборуваме за Бога, ама кој колку можел. Се каваш за брат Трајче Камчев, тој беше доста мисионски Не настроен. прекинуваше он. Одеше, зборуваше, вик, со глас. Брат Трајче. Брат Трајче, последната, кој беше другиот? Брат Мирко, Изет, беше Да. тука, Изет, одаме. Брат Стево, тие после беа. Так, тие веќе втора, трета генерација како дојде О, во да, нашата ми црква. су нисмо, да. Добро, Со Савка, сестра со Ленче. Донка, со сестра, Така. со сестра, таа што умре, на Трајче жена му, како ја вика. Сестра Душка, Душа. со неа ја модено, со Донка ја модено, Да. со сите ја модено. Добро, еве, при крај сме на овој разговор, ми беше мило што можевме да малце се присетиме за мене ми е почетоците на нашата црква овде во Каладерци. Ти си веќе во длабоки години од твојот живот, но Господ се уште ти дава сила и снага да можеш да му читаш, така и проучуваш се уште. Да. Ја викам, Господи, ти од ништо не си ме одвоил нешто да немам, да искудевам за нешто. Се имам, Господи, се си ми дал. Па и век си ми дал, Господи, да поживеам, да те славам, да те хвалам. Тоа ми е многу голема радост. И тоа му држава мене. Ама си читам, не оставам ништо. Ништо не оставам. Големата борба, утрено стих, библиската полука, редом Библијата. На рута сам дојдена сега. Тоа ме држава мене. Ако не читаш, црквата ми е многу мила, црквата не се оставам. Така. Сам имала многу проблеми у комбинато на работното место. Преко себе помине Господ. Фала му на Бога. Многу имам да кажувајам. Добро, сестленче, ти благодарам за овој разговор. Ништо. Значи, мило ми и мене што вака. Ме питаш да кажам нечечко, јас. Тоа ќе остане за се радувам. помладите генерации. Да. Благодарам уште еднаш. Не, фала, ништо.